каде што можеби е тука најдоминантна емоција срамот, каде што јас се дисконектирам затоа што не верувам во она што го чувствувам или она што го правам или во она што сум и постојано е нели се чувствувам исклучено за да не ми се случи да бидам повредена или да некој ме осуди за она што го зборувам. Да, значи постои и тоа како такво. И тука е длабоко ранлива позиција во која што од која што нели тешко се излегува затоа што е исто вкоренето и оневозможува една индивидуа да се изрази. Здраво на сите, јас сум Деспина Ковачевска, медија мониторка во Метаморфозис, а вие гледате контекст на Вистиномера. Денеска со мене е доктор Благица Ризовска-Ваниќ, гешталт тренер, терапевтка и професорка по клиничка пракса на Универзитетот Американ Коледж. Благица, добре дојде. Добре ве најдов. Драго ми е што се гледаме денеска во еден малце различен сетинг, каде што ќе можам малце повеќе јас да направам муавет за тебе. Различно од нашата гешталт терапија, каде што е обратно, обично ти си таа која прашува. Така што денеска ќе зборуваме за една многу интересна тема, која што е многу нова, дури во европски рамки и многу малку се работи на неа, а тоа е психологија на дезинформација, односно психологија на лажните вести, како ние всушност доаѓа во тоа да веруваме во овие дезинформации што ни се пласираат и зошто е тоа така. Па така што ќе те прашам едно вечно прашање, зошто луѓето веруваат во работи кои не се вистински и вистините? Јас повеќе би се задржала на верувањата, бидејќи прашуваш зошто луѓето веруваат. Значи верувањата не се само мисли, не се нешто за кое што ние логички размислуваме и можеме да го толкуваме, интерпретираме, анализираме. Најчесто се врзани со многу вредности кои што ги носиме и со нашиот идентитет. Од тука произлегува тоа дека доколку едно верување важно за да се екзистира, постои и било значајно суштинско во текот на растењето и на развојот на една индивидуа, многу е тешко понекогаш да се промени мислењето и да се отвори простор за некое ново верување. Во контекст на ова што го прашуваш зошто луѓето веруваат во лажни вести, понекогаш... Инаку, ќе да прекинам, извини, терминот лажни вести им се намерно го употребив, бидејќи како такви вестите не може да се лажни, бидејќи единствени кога зборуваме за интегритет на медиуми се вестите кои се тие вистински. Веста де факто не може да биде лажна, но ете зошто веруваме во измислени, да ги речеме, работи. Понекогаш токму тие измислени работи се во склоп на она што нашиот систем веќе го знае и го употребува со години и е многу полесно да се прифати нели таа лага што се сервира, отколку да се, како што кажав, отвори простор за да се преиспита, да се провери или да се вознемири системот. Некако полесно доаѓа дека нашиот когнитивен апарат, нашиот емоционален живот, сите оние екзистенцијални прашања ќе бидат помирни и постишани доколку примеме вест која што е во прилог на нашиот идентитет, иако е лажна, и од тука произлегува дека нема тензија, не ја проверуваме, нема потреба да нели понатаму истражуваме дали она што се сервира како такво е соодветно или лажно или е факт кој што е измислен или непостоечки. И обратно, доколку станува збор за нешто што е апсолутно различно од сето оно што го знаеме претходно, може да се случи да тоа направи тензија, да побарува, да се преиспитаме кој сме и што сме. Значи, тој цел циклус на менеджмент на промени воопшто не е пријатен за многу индивидуи и побарува еден процес во кој што се јавуваат различни чувства и емоции, излегување од комфортна зона, барање на дополнителни анализи, информации или факти кои што се многу логички и рационални, за кои што не е секој спремен. Сакам да кажам дека многу повеќе верувањата се базирани на она што го чувствуваме, на тоа кои сме или на она кое што ни кажале дека е соодветно или не во групите во кои што сме растели и се развивале.
и соодветно на тоа се што е ново и што побарува да излеземе од нашиот комфор може да биде непривлечно. Да, ова е интересно што го спомена, дека ние повеќе ги доживуваме овие информации и реагираме емотивно на нив кога ги видиме. Значи ли тоа дека ако ние сме растени на пример во фамилија која верува во теории на заговори, на пример последната работевме ние емисија за климатски промени, значи ако сум јас растена во семејство или сум дел од социјални групи кои што не веруваат во климатски промени, дека многу веројатно е дека јас ќе бидам една од тие. Апсолутно, значи дека ако тоа е историјата со која сум живеела и дека тоа е поддржувано од сите оние луѓе што се значајни, дека многу лесно ќе го прифатам ставот кој што е во прилог на сето она што таа група го пренесува и го знае со години. И обратно, доколку е нешто ново што го слушам, дека може да се јават чувства на протест, бунт, лутина, гнев, кое што не е затоа што некој нешто кажал што е различно од моето мислење, пред се затоа што тоа побарува јас да се преиспитам што е она во што верувам. Ова побарува најчесто уклучување на сите оние когнитивни процеси, значи на начинот на размислување, анализа, раџвакување на сето она што се слуша од другата страна, што се добива од оној што споделува информацијата, кое што не е едноставен процес и кој што побарува и време и на некој начин отвореност за да се вклопи или да влезе нешто ново во мојата рамка. Ева, ние ќе се исто на претходната емисија ќе се вратам како пример ќе земам луѓето кои што веруваат во овие теории, значи тие беа многу лути и под емисијата ние се соочевме со многу коментари, говор на мрза. Бидејќи кога зборуваме за дезинформација како такви, обично луѓето што ги креираат дезинформациите најчесто имаат некаква скриена агенда позади тоа и многу често тие не веруваат, односно знаат дека овие информации не се вистински или не се точни. Но луѓето кои ги примаат, зборуваме за таа една група на луѓе кои што веруваат и ги примаат, многу емотивно реагираат на тоа. Па така ова беше еден пример каде што само затоа што некој зборува или објаснува што се климатски промени, че се соочевме со низа значи луѓето ставаа слики за да ни покажат дека еве не постојат или дека не трујат од небото. Така што од една страна од кај се појавува таа лутина за тоа дека некој ми кажува нешто спротивно. Јас не сум експерт за дезинформации, повеќе ќе се осврнам на чувствата кои што се појавуваат. Во суштина сметам дека по мене тие вести што се пласираат, токму нивната намена е да предизвикаат емоционална реакција. Можеби и ова е начин или се надоврзува на како да препознаеме што е лажна вест. Значи, во суштина е самата вест направена таква која што или истакнува нешто во многу голема негатива или е многу позитивно сервирана, каде што буди со идеја да побуди пријатни или непријатни емоции. Исто така бара да се реагира веднаш или нешто да се направи за да се зголеми свесноста или заради некоја агенда или кауза која што веројатно е таа и целта на тој што ја испраќа таа информација. Значи да се реагира веднаш и самото тоа доведува до силни емоционални реакции, значи доколку самите ние наидеме на вест каде што реагираме силно емотивно, би требало да се преиспитаме од каде произлегува таа емоција. Најчесто ова ми се случува мене, јас кога се најдам во група на луѓе кои што па ме убедуваат во обратното, мислам да имам ниво на нервоза, така, значи леле види ти не разбираш, ти знаеш или не си едуциран или не знам веруваш во чудни работи, во измислици. И колку ова влија, например, во секојдневниот живот, во смисла во групите, во околината во која се наоѓаме со пријателите. Мене често ми се случува да се најдам во група на луѓе кои што веруваат во вакви теории и кога ќе треба да ја споделам, ми се случува баш на слава, да споделам што јас мислам, некако како да имав една задршка. Мислам, не ми беше комотно, знаејќи дека ќе добиам напад од околината која што сум таму, за тоа што ќе го кажам. Така.
Јас ќе се надоврзам еве и на она што го почнавме во претходното прашање, значи се однесува и на тоа како се појавуваат емоционални реакции, па дури и кога еве некој друг споделува во група на луѓе, многу е слично начинот на кој што реагираме и од каде потекнува сето тоа. Значи пред се би кажала дека потребата на секој индивидуа е да е стабилизирана, балансирана, да нема многу тензија или бранување во нејзиниот живот. Сега во ситуации во кои што наидуваме или сме во контакт со човек или со информација или со слика или со што и да е, кое што во суштина е надвор од тој склоп во кој што ние живееме и побарува да се вклучиме поактивно со целиот организам нели во тој процес, очекувањето дека ќе ми биде мирен денот се нарушува. Значи, самата потреба за баланс, хомеостаза, да знам кој сум, да знам што правам, да знам како го правам сето тоа, веќе не доведува до момент во кој што се запрашуваме дали на вистина знам кој сум, дали на вистина знам што правам, дали на вистина е тоа, или еве сега се појавува нели информација или човек кој што вика дека тоа не е така. Значи, очекувањето да сум во право на некој начин е нарушено, бидејќи добивам фидбек дека не е баш така. И самото очекување доведува до емоционална реакција која што најчесто активира нашата лутина. Стануваме лути не затоа што заради другиот човек, не заради таа група, не заради таа информација, пред се затоа што нашите очекувања не се остварени и таа лутина кога ќе се појави, веќе се губи можноста за било какво рационално, логичко размислување. Затоа ако наидете на информација или на момент во кој што некој кажува нешто што е спротивно од она што го размислувате, можеби подобро во тој момент доколку се појави лутина да се прекине разговорот во смисла на тоа нели да се остави за покасно или да се побараат повеќе факти, аргументи или дополнителни информации пред да се реагира инстинктивно луто. Бидејќи кога луѓето комуницираат во лутина, најчесто нити можат да донесат одлука, нити можат нешто да преиспитаат логички, нити можат да одлучат што е за нив а што не е. Значи не може да се направи никаква селекција во однос на дали ова е навистина така или можеби е нешто кое што некој го пласира со одредена агенда. Да, или за некаква корист. Да. Ова, па ќе речем, многу интересно се сврзува со тоа што и каква штета прават дезинформациите. Дезинформациите како такви, освен што прават штета на нели секојдневното живење и се дел од една поголема безбедносна закана, многу влијат на тоа на нашето планирање. Во смисла, ако ние постојано имаме информации кои што не се вистински, а ние одлуките ги носиме откако ќе се информираме, под претпоставка дека луѓето носат информирани одлуки, ние се на крај доаѓаме во една ситуација каде што има неможност за планирање или на начинот на кој што ние ги планираме нашето живење, на начинот на кој што ние ги носиме одлуките, на пример гласањето, за што ќе гласам или што ќе изберам, дали ќе користам, не знам, зелена енергија или нема. Фактично се базираат на нешто што е погрешно. И ова е еден голем проблем кој што дезинформациите го носат и со кој нели ние се соочуваме. Па колку е битно на планирањето на луѓето, на нас како човечко суштество, колку е битна оваа сигурност? Да можеме да веруваме, бидејќи во последно време е многу падната довербата во медиумите кои би требало да бидат еден столб на демократија, каде што реално ние ги добиваме сите вести. Да, многу ми е драго што ја донесе еве како тема сигурноста, бидејќи во суштина еве и уверувањата и вредностите и сите теми што сега ги отвараме се базирани на чувството на сигурност. И прифаќањето или неприфаќањето на било што доаѓа од надвор во суштина е поврзано со чувството на сигурност. Доколку во текот на конзумирањето на некој социјален медиум или нели самиот алгоритам веројатно нас и ќе не доведе до тоа да ние само истомисленици следиме или луѓе кои што размислуваат слично на нас. Значи сето тоа самото искуство може да биде сигурно или несигурно и врз основа на тоа нели да се носи одлука
бидејќи прашуваш како ги донесуваме одлуките, што и како ќе следам, а што ќе блокирам. Сега повторно се надоврзува на тоа кој колку е свесен, колку е сигурен во она што го прави и што за него представува сигурност, бидејќи се различни фактори кои што одредуваат дали јас ќе се чувствувам сигурно и безбедно. Најчесто во тераписки сетинг ние викаме дека сигурноста е нешто што е субјективно доживување и дека моето чувство на сигурност сега многу повеќе зависи од во каков контакт сум со својата сигурност, а многу помалку од надворешните фактори. Меѓутоа, доколку некој го нема изградено тој систем на самоподршка, доколку нема контакт со сопствените потенцијали да се чувствувам сигурно и безбедно, тогаш ако зависам само од околината, само од што ќе ми кажат другите, само од тоа дали ќе одреагираат на одреден начин или не, и врз основа на тоа јас се чувствувам сигурно или не, че ова станува една многу ранлива позиција каде што висам или не можам да одлучам, како што кажуваш, за кого да гласам, што е точно, што е неточно, или што да читам, што да не читам, дали е социјалните медиуми се добра алатка или не се. Значи, се јавува една базична несигурност, затоа што немам кој да ми каже што е што. Во нашето општество има многу луѓе кои што ни својот раст и развој не успеале да си го употребат организмот. Под организам не мислам само на телото, мислам и на тело, и на мисли, и на чувства, и на однесување, на се што сме, или на тоа да си употребам собствената снага, собствената сила, за да тоа што го земам од надвор го ражвакам и видам дали е за мене, не е за мене. Да уклучам и мозок, и чувства, и тело, и да, за да се проверам, знам, да видам колку ова. Да, значи да го уклучам за да проверам дали ова е за мене или не е за мене. Значи ли ова дека луѓето кои што се, ева да речам, ајде ги немаат тие капацитети или се поранливи, поемотивно реагираат, ќе ги додадам тука и младите, бидејќи младите се уште не се дефинирани, тие растат, ти учат низ животот, а тие слушна се и најголемите корисници на социјалните мрежи денеска. Сега не зборувам само за Facebook и за TikTok, каде што дури многу мала е регулацијата и има и најмногу дезинформации со истражувањата кои се правени. Значи ли ние дека младите луѓе најмногу всушност ќе бидат подложни на вакви дезинформации? И другото е што да правиме со тоа. Дали е изгубена битката или може нешто да се прави? Така. Сепак зависи и од раниот период на раст и развој, затоа што во некои семејства се практикува култура во која што на детето му е возможено да си го каже своето мислење, да се уклучи во дискусија, да истражува само, значи каде што не е наметнато дека ти мора да примиш све што ќе ти се даде од надвор. Има и такви семејства, значи во зависност од стилот со кој се комуницира, особено во тој ран раст и развој, и исто и училишниот сетинг би го ставила тука, колку е тоа наметнато дека све што доаѓа од надвор треба да изголташ без да кажеш свое мислење, или е даден простор да се каже собственото мислење, значи ова ќе направи разлика дури и кај младите луѓе. Секако дека кај нив постои поголема отвореност за примање на информации и дезинформации, на вистини и лаги, бидејќи тој систем се уште флексибилен, не е толку крут како кај повозрасните, каде што вредносните системи веќе се поригидни, покрути, и малку е потешко да било што се промени, нели како такво, но во исто време можеби е што да направиме во врска со тоа да ги учиме младите да го употребуваат собствениот потенцијал за да ражвакуваат, можеби тоа се некои обуки во кои што тие ќе научат како да прават селекција, како да доаѓаат до факти, како да се изрегулираат себе си кога ќе почувствуваат лутина, срам или некоја друга емоција, можеби носталгија или нешто што се случува во нивниот организам кога наидуваат на одредена информација или одредена содржина. Значи, тоа би овозможило да самите тие најдат собствен начин на регулација
и да прават селекција во која што не викам дека нема да се појават грешки, но во исто време ќе биде поголема сигурноста дека она што го конзумирам, Го проверувам, го проверувам, сум одлучил дека е за мене, од тука и одговорноста. Значи, кога нешто излегува од мене, дека тоа имам одговорност и стојам позади тоа што го зборувам. Во смисла на тоа дека, еве, коментарите, луѓето што ги пишуваат коментарите сега, ако земеме колку се чувствуваат одговорни за она што го пишуваат таму, дали некој се прашале како ова ќе влијае на некој друг, нели? Дали ова вистина со која што јас можам така слободно да се расфрлам и да критикувам, иако некој аргументирано си ја кажува неговата вистина. Значи тоа дека социјалните медиуми денеска, самиот алгоритам, она што нели го бираме да го гледаме или одлучуваме дека јас ќе следам само вакви вести или ваква тематика, ќе верувам на една или на друга страна, ние тоа го викаме дека прави луѓето да живеат во така наречени ехокомори, каде што она што ќе го мислам јас и го кажувам само ми се потврдува. Дали има ваков, да кажам, пандан во психологијата и зборуваме тука исто за когнитивен бајас. Како се случува ова да постојано барам нешто што веќе ми го потврдува тоа што го мислам? Така. Значи, повторно е ова во она што и претходно го споменав. Во функција, има функција во одржување на некој баланс. Или и обратно, ако некој па постојано нешто бара кое што не е за него, нели тој друг поларитет, тоа би било нели потребата да постојано сум во дисбаланс, затоа што сум навикнат можеби во животот да функционирам на таков начин. Значи, потребно ми е да го докажам она во кое што јас верувам. Ако верувам дека сум одреден тип на особа, дека така функционирам, дека она што го зборувам е исправно и точно, јас ќе направам се за да го докажам тоа. Има ли некој што не верува дека тоа што го зборува не? Добро, го има и другиот поларитет, како што кажав, каде што можеби е тука најдоминантна емоција срамот, каде што јас се дисконектирам затоа што не верувам во она што го чувствувам или она што го правам или во она што сум и постојано е нели се чувствувам исклучено за да не ми се случи да бидам повредена или да некој ме осуди за она што го верувам. Да, значи постои и тоа како такво. И тука е длабоко ранлива позиција во која што од која што нели тешко се излегува затоа што е исто вкоренето и оневозможува една индивидуа да се изрази. Значи сакам да кажам дека постои и таа крајност како таква и онај момент што го спомнавме дека има луѓе, ние ги викаме во гешталт терапија интроективци, каде што све може да им се сервира и да им се натури, каде што нема филтер, затоа што ни животот не филтрирале ни една информација. Значи, како што доаѓаат реклами, социјални мрежи, нели, гласачки тела и така натаму, значи ја впива информацијата без да употреби било што. И постојано чека нова информација. Тоа се луѓе што гледаат 5 пати вести на телевизија. Со истите вести посебно. Со истите. Или ја читаат истата информација по 100 пати, нели? Или бараат исти стил на информации. Тоа што го забележуваме баш кај дезинформациите, дека тие во суштина наративите, пораките во нив со години се исти. И тоа ми беше секогаш зачудувачко како истава порака сега 10 години истово некој го зборува и јас во истото верувам. Да. Значи тоа е баш она без цензура. Све што доаѓа од надвор го голтам, не употребувам, не се употребувам себе си за да го рачвакам. И после тоа, нели, на крај на ден ми се повраќа пред да си легнам, затоа што сум се најал све што треба и не треба. И овие луѓе и го кажуваат во тераписки сетинг дека навистина им се лошо. Затоа што примиле толку многу информации што се непроцесирани, кои остануваат како, нели, додатоци во нивниот организам,
тоа е како да изедете храна без да ја раџвакате. Мислам, бидејќи тие се толку бедени во тоа што ја кажуваат, ние имавме ситуација пред 2 недели, бевме на плаштад во Штип, каде што дојде човек и вика дали си ти таа што ги бриша моите нели постави на Facebook, јас му објаснам не, ние само значи не бришаме ништо, рецензираме, доле имаш напишан текст зошто тоа што го објавуваш не е точно, конкретно беше антивакцер и беше убеден, значи он пробуваше да ме убеди и ми изборуваше и на крај ми рече ти си можа добра жена, ама ова што го кажуваш е многу лошо, така што не секогаш тие луѓе се нели можеби така лоши или сака да повредат, зборувам за луѓето кои што веруваат, не зборувам за луѓето кои што нели свесно со намера ги креираат овие наративи, па како може да им се помогне? Евам беше под некоја повозрасна генерација. Дали може воопшто да допреме до ваквите луѓе? За младите некако ајде реча има повеќе надеж, но што е со луѓето кои нели се изградени? Можеме да им помогнеме доколку сакаат сами да се помогнат. Тоа е единствениот начин. Значи доколку некој покрај тоа на која возраст стане свесен дека она што го прави или начинот на кој што го прави и се однесува спрема себе и светот не е соодветен на неговите потреби, веројатно и ќе дојде и ќе побара помош. Зашто ќе увиди дека се мачи, дека понекогаш страда, дека понекогаш не се чувствува добро или премногу се лути, има и премногу агресивни луѓе кои што кога ќе дојдат во контакт со најблиските, со собствените деца, со собствената фамилија, каде што ќе истурат ако има спротивен став, значи ние почнуваме да викаме, не правиме муабет. Огромни количини на гнев, очај, бес и така натаму, во еден момент некој од нив, пак ќе кажам, терапијата е неограничена, значи може да дојдат луѓе и на 40, и на 50, и на 60 години и така натаму. Ќе се освести и ќе дојде можеби од таа причина, да не повредам некого или да не се повредам себе си или да ова ескалира до ниво што не можам да го контролирам и навистина ми е потребна помош и поддршка да преиспитам од каде потекнува. Сега сето ова е еден долг процес, нема апче за брзо рестартирање или менување на вредносните системи, верувањата, нашиот идентитет, не е ни тоа идејата, туку можеби е повеќе да видам што е она што го правам, како го правам, да го прифатам дека и тоа е дел од мене и со самото прифаќање во суштина се случува една трансформација во која што можеби истото тоа можам да го употребам на поконструктивен начин. Тоест да почнам да се употребувам, ставам во употреба. Значи ли ова дека ние во Македонија или да кажам на Балканот, ќе зборувам за нашата држава, имаме некој менталитет или колективна свест каде што не преиспитувам или не сакам да мислам, не сакам да менувам или да се менувам, веќе познато, бидејќи кога зборуваме за дезинформации, за ваквите наративи кои ние постојано ги следиме, како што реков, тие не само што се проблем за безбедноста и за политичките опции кои ги бираме, туку се поголем проблем на реалното живење. Значи пак ќе речам, дали јас ќе ми смета загадувањето и ќе излезам на протест или ќе мислам дека ме прскаат и сакаат да ме отрујат. Дали ќе верувам на, не знам, студентот кој го имам дома кога е соочен со дезинформации или ќе мислам, ајде вие сите сте политизирани. Сега ги ставам некои дезинформации кои веќе сме се соочиле и сме работеле. Така што како еве да се менува ние, бидејќи како факт чекери се соочуваме со една голема дилема, дали факт чекинг работи, колку работи, како да стигнеме еве преку медиумите, преку можеби треба еден по-сеопфатен пристап, не знам. Да јас не би генерализирала дека... Не знам, да станеме Шведска, не знам, како станала Шведска? Не би генерализирала дека сите луѓе не би ги ставила во исти кош, бидејќи кажуваш дали луѓето во Македонија и дали е до менталитетот. Веројатно има и различни групи на луѓе кои што имаат различни уверувања, вредности и пристап кон животот и се посвесни или помалку свесни, значи не има секакви. Мислам дека и во Шведска ги има секакви, не би кажувала дека затоа што сме во Македонија тоа е исклучено, исклучително само кај нас и дека го нема како појава во други држави. Можеби она што е различно се општествените вредности. Ти прашуваш како во Шведска успеале, можеби затоа што нивниот вредносен систем, кој што е
создаден, креиран како таков и на кој што со години се случува нели еволуција која што е подкрепена со сето она што се менува и кај нас како луѓе генерално како наша еволуција, вклучувајќи и технолошката револуција и сите промени што ги доживуваме, ние се уште тој вредносен систем го немаме на тоа ниво, кај нас е малку поразлично, затоа што прво 30 години се соочуваме со транзиција, сите оние вредности кои што беа во општеството во кое што живеевме во Југославија, се срушија во моментот кога Југославија се распадна. Така да во овој регион и во оваа држава се уште ние не можеме да кажеме што се клучни вредности. И не знаеме кои се клучни вредности. Значи, дали е материјалното клучна вредност, дали е да се биде во одредена политичка партија клучна вредност, дали е религијата клучна вредност, што е клучна вредност. Значи, тука имаме еден куп прашања за кои што немаме одговори, немаме доволно истражувања и моето лично доживување е дека сме во во потрага, пошто еве јас сум во потрага како да ги учам моите деца што е клучна вредност. Значи, дали е да учат и да заработат и да се независни, или е да знаат да се снајдат и да по секоја цена да постигнат некоја цел. Значи, што го има на џабе учеше, која види овој нешто му или некој. Бидејќи она што го зборувам јас може да биде многу различно од она што го зборуваат и носат врсниците и училиштето, точно така, нели? Јас еве ти ме учиш да правам вака, меѓутоа кога еве гледам луѓе кои не го прават тоа, се многу поуспешни или на повисоко место во општеството затоа што имаат врски или затоа што успеале да се снајдат. Извини, само бидејќи ме поменуваат со времето, ќе завршам баш за ова, за врски и корупцијата. Фативме бидејќи тука многу голем дел од дезинформациите играат улога, не само дезинформациите, таа сама транспарентност на институциите, на сета информацијска сфера што ја живееме. Па ќе се навратам на двете трагедии, едната беше во Србија, нели, едната наша огромна тука. Дали мислиш дека еве ова некако може да помогне оваа траума на некој начин да се менуваат овдека клучните вредности? Се што се случува, нели, секоја промена, па дури она што е трауматско и трагично може да биде поттик за да кажеме доста е наш. Да, и некои луѓе тоа и го прават. Значи овие луѓе што излегуваат на протести, што упорно со месеци и години, нели, групи на луѓе и организации и посебно би го истакнала невладиниот сектор, значи навистина се обидуваат да направат некоја промена во системот која што би овозможила да ние знаеме што е што. И да не лутаме во смисла на еден ден едно важи за еден човек, другиот ден нели тоа не важи за некој друг, поради одреден број на фактори кои што се апсолутно нели надвор од сите оние човекови права и должности. Така да она што би го препорачала е уште поактивно вклучување во зборување за сето она што не функционира, еве ова што вие го правите, и да не се престане со тоа, и без разлика што понекогаш може би обесхрабрувачко и се наидува на... Тука работиме 10 години, а луѓето пак не става информација. Так, исто реагираат. Реагираат и си на крај. Да, иако понекогаш тоа е обесхрабрувачко, иако е можеби еден простор во кој што се исфрла многу негативна критика и отров од страна на луѓе кои што можеби во секојдневието и немаат простор каде да го направат тоа, па го прават нели на социјални медиуми. Јас би рекла дека тоа е единствениот пат, да не се да не се откажувате, и ова би било и за сите оние групи и заедници. Тука би мислам дека ние терапевтите исто така имаме многу голем удел во растот и развојот, создавањето на вредностите, џвакањето, селекцијата нели на што е за мене, што не е за мене, иако нашето влијание е ограничено. Значи е на многу микро ниво, затоа што допира до оние луѓе кои што
кои што доаѓаат на терапија, кои што имаат желба за личен раст и развој, но ве охрабрувам бидејќи имате достапност или на информации кои што се реални и во исто време можност да ја споделите со поголема група на луѓе на пошироко ниво, да ја продолжите вашата мисија. Тука и ми го одговори последното прашање, тоа ако треба да им се даде на слушателите една алатка за отпор од дезинформација, која би била таа? Една алатка за отпорност од дезинформација. Па еве ова што го зборувавме, можеби реакцијата која што првично ќе има. Значи да ако осетат дека тоа е силна емоционална реакција, да се преиспитаат што се случува тука. Да си постават прашања, што е она што се случува тука, како се случува јас вака да изреагирам и дали е ова соодветно на она што го читам или што допира до мене. Фала ти, Благица, драго ми е што беше дел од емисијата денеска. И мене ми е драго што еве ги отворивме овие значајни теми и ги поврзавме со сето она што е, нели, психологија, психотерапија и начин на живење. Фала ти. Благодарам.